33-та недела, прв дел од август. Сега сме на половина пат помеѓу долгоденицата на 21 јуни и есенската равноденица на 23 септември. Како и секоја година во август е сезоната на ѕвездите што паѓаат, метеорите. На ова место земјата поминува низ ѕвездена прашина од комета. Кога земјата јури низ облак од честички од само пар милиграми, тие согоруваат во допир со нашата атмосфера и ни приредуваат вистински огномет од ѕвезди кои паѓаат. Оваа ѕвездена прашина ја оставила Свифт-Татловата комета. Таа комета го обиколува Плутон и се враќа на секој 130 години. Ја пресекува земјината орбита што ми ја поминеме во август. Земјата јури низ звездената прашина како автомобил низ виулица. За да го видиме тоа, мораме да гледаме напред. Но што е напред, кога земјата се врти околу својата оска? Гледајте во правецот на земјиното движење, така што сонцето да е лево. На полноќ, кога гледате на југ, сонцето е позади вас. Свртете се налево на кај исток. Сега гледате напред, во правец на кометната прашина. Околу полноќ, ѕвездите што паѓаат се појавуваат на 3 раце над хоризонтот. Земјата се врти и додека ноќта одминува треба да гледате се повеќе на кај југоисток од каде доаѓаат звездите што паѓаат. Најдобро се гледаат во ситните часови затоа што тогаш гледате директно во радијантот, точката на извирање на метеорите. Останатите комети поминуваат подалеку од Земјата, како познатата Халеева комета која доаѓа на секој 76 години. Хейл-Боповата комета помина блиску до Сонцето во март во 1997 година и ќе треба уште илјадници години за да се врати. Можеби не посетила пред 3000 години. Ке дознаеме за 3000 години ако се врати. Понекогаш кометите остануваат заробени, како кометата Шумахер-Леви кога поминала покрај Јупитер во 1994 година. Ја заробила Јупитеровата огромна гравитација и таа почнала да кружи околу гасовитиот џин по орбитата на која се повеќе му се приближувала. Силата на гравитација го разорила јадрото на кометата. Потоа остатоците паднале на Јупитеровата густа атмосфера. Што е со Земјата? Може ли и нас да ни се случи тоа? Малку е веројатно, меѓутоа наредниот пат Свифт-Татловата комета ќе ни помине многу блиску. Кога Свифт-Татловата комета се појавила во 19 век, астрономите го предвиделе нејзиното враќање во 1984 година, но кометите се непредвидливи. Ги загрева Сонцето и сврлаат облаци од гасови и прашина. Тоа ја менува нивната патека и датумот на враќање. Свифт-Татловата комета стигна 8 години подоцна, во ноември во 1992 година. Ја пресече нашата орбита додека ние бевме уште далеку. Земјата ја поминува оваа раскрсница на 12 август секоја година. Враќањето на кометата е предвидено на 14 август 2126 година. Како и секоја година, Земјата ќе помине тука на 12 август, 2 дена пред кометата. Ако кометата дојде на време, на 14 август се ќе биде во ред. Ние ќе поминеме пред неа, ако порани 2 дена, нашите потомци ќе доживеат блиска средба. Погледнете како за време на следната полна месечина, месечината излегува на исток додека сонцето заоѓа на запад.
Час-два после заоѓањето на Сонцето, полната месечина е толку светла што околу нејзе ништо не се гледа, освен Јупитер, најголемата планета во нашиот систем. Јупитер е толку сјаен што се гледа дури и покрај полната месечина. Иако изгледаат како да се еден покрај друг, сетете се дека Јупитер е 1500 пати подалеку. Таквите средби ни го покажуваат основните чекори во танцот на планетите. Земјата патува по орбитата 12 пати побрзо од Јупитер. Земјата за година дена го обиколува Сонцето, а Јупитер за 12 години. Земјата полека го стигнува Јупитер и се наоѓа помеѓу него и Сонцето. Во таа положба Јупитер е во опозиција со Сонцето. Гледано од Земјата, Јупитер е спротивно од Сонцето. Да ја додадеме на тоа и месечината, која за месец дена ја обиколува Земјата. Кога ќе дојде во линија Земја-Јупитер, месечината е во конјукција со Јупитер. Тогаш ги гледате како во пар поминуваат по небото.